Се очекува дека Жозеп Борел на средбите денеска и утре во Скопје ќе испорача неколку пораки до сите политички играчи во земјата. Според најавите, високиот представник на Европската унија за надворешна и безбедносна политика кој во земјава, меѓу другото доаѓа и за да ја предводи европската делегација на 16-тиот Совет за стабилизација и асоциација меѓу Унијата и Северна Македонија, на состаноците ќе се фокусира на неколку области: продолжување на реформската агенда, владењето на правото и борбата против корупцијата, но и на потребата од носење уставни измени. Токму ова прашање е едно од главните за кое владата предводена од СДСМ и опозицијата на чело со ВМРО ДПМН никако да најдат заеднички јазик. Мнозинството кој ги нема потребните бројки во собранието е за уставни измени. Опозицијата пак притиска за предвремени парламентарни избори чиј редовен термин е до година. Имаме еден внук Никола и цело време му викаме: Никола, земи, работи книгата, учи, работи за да напредува, што вика купи ми PlayStation. И што и да му кажеш, он цело време PlayStation па PlayStation. И ова ме подсетува на вистина однесувањето на председателот на опозицијата на мојот внук Никола, кој што наместо да се фати со работа, само бара да му се земе PlayStation. Во ваква поларизирана политичка атмосфера, Борел, придружуван и од еврокомесарот за проширување, доаѓа во Скопје откако претходно беше и во Тирана. Но високиот европски представник на неговата мини балканска турнеја, освен состојбите во Албанија и Македонија, има уште една сериозна задача: менаџирање на диалогот Белград-Приштина, кој в сабота продолжува токму во Охрид. Тоа ќе биде прв состанок меѓу српскиот претседател и косовскиот премиер по февруарската средба во Брисел, на која беше презентиран европскиот предлог за нормализирање на односите. Both agreed that no further discussions on the European Union proposal were needed. Тогаш двајцата се согласија дека не се потребни дополнителни разговори за предлогот на Европската унија. Тоа значи дека текстот на договорот го сметаме за затворен. Секако, овој договор носи голема надеж за нормализирање на односите меѓу Приштина и Белград. Но една работа е договор, а друга како и кога да се имплементира, зашто во минатото имаше договори кои никогаш не се спроведоа. Тоа не смее да се повтори. Сега работиме на имплементација на овој договор, а тоа е анекс кој е составен дел од договорот кој ќе обезбеди дека двете страни разбираат кој е временскиот период и модалитетите, кога и како да се имплементира договорот. Се надевам дека в сабота двете страни ќе дојдат со конструктивен пристап, со волја да се договорат за начините на имплементација. Ако двете страни се усогласат за начините на имплементација на договорот, тогаш тоа според Борел ќе представува огромен чекор напред за Западен Балкан кон негова целосна стабилизација и интеграција во Унијата. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.